Глава 12. Сведочењето на Алиса. Тука сум, викна Алиса во тој момент, сосема заборавајќи од возбуда, колкава беше пораснала за последните неколку минути, искокнувајќи со толкова брзина, што ја турна ложата на поротниците со едниот крај од својот фустан, превртувајќи ги сите нив врз главите на толбата долу, и сега тие лежеа таму испружени ничкум, токму онака како што се препелка и златните риби, кога таа случајно го беше претурила пред недела дома стаклениот аквариум. О, ве молам простете, викна таа со снемаштен глас и почна да ги собира поротниците колку што можеше побрзо, зашто случката со златните риби се уште беше в глава и таа имаше нејасна представа дека ќе мора веднаш да ги собере и да ги стави пак во ложата за да не умрат како риби на суво. Судењето не може да проложи, се јави кралот со тежок глас. Се дури сите поротници не се вратат на своите места. Реков сите, повтори тој подлетувајќи го последниот збор и притоа погледна сериозно во Алиса. Алиса погледна кон ложата со поротниците и забележи дека во својата брзина го беше ставила гуштерот со главата надолу и сега кутрото мало суштество мафташе жално со опашка, не можејќи да се помрдне ни за милиметар. Таа веднаш го подигна и го постави како што треба. Не оти тоа е многу важно, си рече таа, зашто мислам дека би било се едно ако тој присуствува на судењево и со опашката нагоре. Штом поротниците се повратија малку од шокот на превртувањето и штом им беа пронајдени и предадени таблиците и моливите, тие се зафатија веднаш да напишат ревносно цела историја за несрекниот случај, со исклучок на гуштерот кој изгледа беше толку збунет што само седеше со отворена уста, загледан некаде во таванот од судницата. Што знаеш ти за оваа работа? Ја праша кралот Алиса. Ништо, одговори Алиса. Баш ништо, праша кралот. Тоа е многу важно, рече кралот свртувајќи се кон поротниците. Тие токму започнаа да го запишуваат тоа на таблиците кога се вмеша белиот заек. Вашето величество мислеше да каже, се разбира дека сето тоа не е многу важно, рече тој со почит, но мрашејќи се и притоа правејќи му некакви гримаси со лицето. Се разбира, сакам да кажам дека тоа не е многу важно, побрза да рече кралот и продолжи да си повторува погласно. Важно е, не е важно, важно, не е важно, како да се обедуваше да види кој збор звучи подобро. Некои пак од поротниците запишаа важно е, а други не е важно. Алиса можеше да го види тоа, зашто беше доволно близу за да им дзирне во таблиците. Туку сето тоа и онака нема никаква смисла, си помисли таа на крајот. Во тој момент кралот, што за некое време беше зафатен со пишување во својот нотес, извика гласно: Тишина! И прочита од својата книга. Параграф 42. Сите лица што се повисоки од 1 километар морат да го напуштат судот. Сите погледнаа во Алиса. Но јас не сум висока 1 километар, рече Алиса. Си, и рече кралот. Речи си 2 километра, додаде кралицата. Па добро и да сум, не одам одовде, рече Алиса. Во секој случај тоа не е законски параграф, сигурно сега си го измислил. Тоа е најстариот параграф од законот, рече кралот. Тогаш би требало да биде параграф број 1, рече Алиса. Кралот пребледна и веднаш ја затвори книгата. Донесете пресуда, им рече тој на поротниците, тивко со треперлив глас. Но има уште докази, ме молам ваше величество, рече белиот заек скокнувајќи со голема брзина, токму што пристигна во овој лист хартија. Што има во него, праша кралицата. Уште не сум го отворил, рече белиот заек, но изгледа дека тоа е писмо напишано од затвореникот до некого. Па така треба и да биде, рече кралот, освен ако не е напишано до никого, како што знаете, не е многу вообичаено. А кому му е упатено, праша еден од поротниците. Не е упатено воопшто, рече белиот заед. Всушност, одзади нема никаква адреса. Додека зборуваше, тој го отвори листот хартија и додаде. Всушност не е писмо, туку песна во стихови. Дали се напишани со ракописот на затвореникот? Праша некој друг од поротниците. Не се, рече белиот заек. И тоа е од се најчудното нешто. Сите поротници се погледнаа збунето. Изгледа дека имитирал нечи друг ракопис, рече кралот. Поротниците пак ги разведрија лицата. Ви се молам, ваше величество, рече жандарот, не сум напишал ништо такво и тие не може да докаже дека тоа сум јас. На крајот од песната нема никаков подпис. Ако не си се подпишал, му рече кралот, толку полошо за тебе. Мора да си мислил нешто лошо, зашто инаку би си го подпишал своето име како секој чесен човек.
По ова се чу општо плескање со раце, зашто тоа беше навистина најпаметното нешто што досега го беше рекол кралот. Тоа докажува дека е виновен, рече кралицата. Тоа не докажува ништо, рече Алиса, па вие уште не знаете што пишува во тие стихови. Прочитај ги, заповеда кралот. Белиот заек си ги стави очилата. Од каде да почнам ако повели вашето величество, праша тој. Почни од почеток, му рече кралот сериозно, и терај се дека не стасаш до крај, а потем запри. Белиот заек ги прочита тогаш овие стихови. Ми рекоа дека си бил кај неа и дека си се развикал диво. Таа тогаш ме пофали мене, но ми рече дека не знам да пливам. Им кажал тој дека уште сум тука и знаеме дека тоа е така. Но ако таа почне да те сука, да знаеш дека ќе умреш од мака. И дадов еден, му дадоа две, а ти ни даде повеќе од 3. Сите потем се вратија кај тебе, макар што некој сега ги скрил. Ако јас или таа по некаков случај се вмешаме во оваа каша, тој ќе ги ослободи нив, а грешката ќе биде наша. Јас пак му реков тогаш, бубачки кога и влегоа в глава, дека помеѓу него нас и тоа, ти си пречката главна. Немој да му кажеш дека таа ги сака, зашто тоа тајна мора да биде, што ќе се чува вечно од сите и што само гробот наш ќе ја види. Тоа е најважниот доказ што сме го чуле досега, рече кралот триејќи со рацете. Па сега, нека поротниците, само кога некој од нив би знаел да го објасни сето тоа, рече Алиса. Тоа беше пораснала толку многу за последните неколку минути, што воопшто не и беше страв што го прекинува. Би била готова да му дадам 100 динарка. Јас не верувам дека во стиховиве има и зрнце смисла. Сите поротници запишаа на своите таблици. Таа не верува дека во стиховите има и зрнце смисла. Но ниеден од нив не се обиде да ја објаснува песната. Ако нема никаква смисла во нив, рече кралот, толку подобро за нас да знаеш. Барем нема да се мачиме да ја пронајдеме смислата. Па сепак, не знам, продолжи тој развивајќи го листот хартија на колено и гледајќи во него со едно око. Ми се чини дека и покрај тоа гледам нешто што би имало смисла. Рече дека не знам да пливам. Навистина ли не знаеш да пливаш, додаде тој свртувајќи се кон жандарот. Жандарот натажено заврате со глава. И да знам, зар можел сега кога сум ваков, рече тој. Ова беше сосема точно, зашто тој беше направен од картон. До сега е се во ред, рече кралот и продолжи да си мрмори на стиковите во себе. Знаеме дека тоа е така. Тоа го велат поротниците, се разбира, и дадов еден, му дадоа две. Па тоа мора да е врска со она што го направил со сладките, зарем не? Потоа продолжи, сите потем се вратија кај тебе, рече Алиса. Па не ги кај се, рече кралот ликувајќи, покажувајќи на сладките врз масата. Ништо појасно од тоа. А потоа пак бубачки кога и влегоа в глава, ти никогаш не си имала бубачки в глава, драга моја, зар не? И рече тој на кралицата. Никогаш, одговори кралицата, бесно фрлајќи му притаа една мастилница на гуштерот в лице. Несрекниот малечок Вил се беше откажал од помислата да пишува на таблицата со ноктот од едниот прст, зашто се убеди дека не остава никаков знак, но сега одеднаш тој пак почна да пишува употребувајќи го мастилото што му капеше низ лице до последната капка. Тогаш ни овие зборови не можат да ви влезат в глава, рече кралот гледајќи со насмевка наоколу посудницата. Но во салата завладеа мртва тишина. Па тоа е обична игра со зборови, додаде навредено кралот и сите се насмеја. Нека ја донесат поротниците својата пресуда, рече кралот, може би веќе по 20 патот кога почна судењето. Не, рече кралицата, правим казната, па после пресудата. Глупости, викна гласно Алиса, таа идеја не вреди ни за трици. Држи си го јазикот, рече кралицата поцрнувајќи од бес. А што ако не икам, рече Алиса. Отсечете ја главата, викна кралицата кога што ја носеше грло, но никој не се помрдна од место. Ма кој ве слуша вас, рече Алиса, за ова време таа веќе беше пораснала во својата природна големина. Та вие не сте ништо друго туку обичен шпил карти. На ова целото пакло карти се крена во воздух и почна да налетува на неа. Таа пушти еден мал крик, половина од страв, половина од лутина, и обидувајќи се да ги собори долу, одеднаш се најде на брегот на реката со главата во скутот на сестрати, што нежно ги отстрануваше неколките мртви лисија што долетаа од дрвјата врз незиното лице. Разбуди се, Алисо мила, и велеше сестри, да знаеш само колку долго веќе спиеш. О, колку чуден сон сум сонувала,
рече Алиса и раскажа на сестра си колку што можеше да се сети за сите чудни авантури на кои што туку што прочитавте и сами. А кога заврши со раскажувањето, сестрата ја бакна и рече: "Навистина чуден сон, мила, се разбира, но сега трче на ужина, зашто веќе е доцна." И така Алиса стана и почна да трча мислејќи за сето време колку што можеше за прекрасниот сон што го беше сонувала. Но за тоа време сестра и се уште седеше онаму каде што остана подлактена на едната рака, наблюдувајќи го залесот на сонцето и размислувајќи за Алиса и за нејзините прекрасни авантури, седејќи и таа не почна да сонува на истиот тој начин. И еве што беше нејзиниот сон. Најпрвин таа сонуваше за самата мала Алиса, гледајќи ги уште нејзините мали рачиња прекрстени на колено, додека светлите љубопитни очиња се загледуваа во нејзините. И таа пак можеше да ги чуе сите нијанси на нејзиниот глас и да го наблюдува тоа чудно мрдање со нејзината глава, ваму таму за да ја зафрли назад размрсената коса што секогаш влегуваше во очи. И додека го слушаше тој глас, или изгледаше дека го слуша, сиот простор околу неа оживе со чудните суштества од сонот на нејзината мала сестричка. Високата трева зашушка крај нејзините нозе од забрзаното трчање на белиот зајак, исплашеното глувче плискаше на сите страни во водата од соседната бара. Можеше да го чуе звецкањето на чашите за чај, додека дивиот зајак и неговите пријатели си ја споделуваа својата никогаш не завршена ужина, испод пискотливиот остар глас на кралицата заканувајќи им се постојано на своите гости дека ќе бидат погубени. Уште еднаш бебето прасе се чу како во рацете на војводката, а чиниите и пороците како се кршат околу неа, и уште еднаш се повтори викот на грифонот, чкртањето и перцето на гуштерот врз таблицата и задушувањето и бревтањето на морските прасиња над кои се воспоставуваше редот во судницата. Сето тоа го исполни воздухот и се измеша со далечното липање на бедната лажна желка. И така таа продолжи да седи со затворени очи, полузанесена од таа земја на чудата, зашто знаеше дека само ако ги отвори очите, сето тоа ќе се претвори во злодевната стварност околу неа. Тревата ќе зашуми од ветрот, а барата ќе запласка само од трските што се мафтаат. Звецкањето на часите ќе се претвори од дзунот на звончињата на овците, острите пискоти на кралицата од гласот на овчарчето, а кивањето на бебето, викот на грифонот и сите други необични шумови ќе се претворат само таа го знае во збрканата врева од различни полски работи во селскиот двор, додека мукањето на кравите во далечините ќе го замени тешкото липање на лажната желка. Најодзади таа почна да си ја представува таа иста нејзина мала сестричка како со време ќе стане возрасна жена. Како за сето време на нејзините зрели години ќе си го задржи единственото и прекрасно срце од своето детство. И како околу себе тогаш ќе ги собира другите мали деца за и ним да им направи лицата разведрени и љубопитливи со многу необични приказни, а можеби дури и со својот одамнешен сон за земјата на чудата. И како таа ќе се чувствува со сите нивни прости тагувања и со задоволство на сите нивни прости радости, сеќавајќи се за сопствениот живот од детството и за оние срекни летни мигови.